Zašto si pojedam ja? Za velepredavstvo i korupcija mi presudja doživotna robija, nema prekule od bogača. Mi presudja doživotna robija, nema prekule od bogača. Tažna je mojva sudbina, otpuštana ško i boki 13-ka. Pička mu majčina, doživotna robija, mojvo gazetova ne izdržuva. Pička mu majčina, doživotna robija, mojvo gazetova ne izdržuva. Što mi trebaše da pukam bombija, da šitkam ime istorija. Segavo kerja, frajeri me muva, seksualno me vospituva. Segavo kerja, frajeri me muva, seksualno me vospituva. Somaki sum se rodil ja, somaki laske si umra. Вие ја предадовте Асномска Македонија и затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите, на најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и притоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате. Нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот. Нема ни да му прости. Никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со свето, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското востание, за партизаните, па Тито Коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не. И сам, дај човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети.
кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, имитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочот, трас, трас, бум, бум, трес, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава, тоа сте вие. Крај, the end, конец, ну заец, ну пагаджи! Сами си биравте, затоа не цвикајте, не величи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам. Тоа беше се, народе македонски за денес и сите пријатели нели на Македонија ширум планетата Земја и во галаксијата Млечен пат. Голема сатисфакција за мене и мојата екипа е што имаме пораки за поддршка од сите страни на светот, буквално од Нов Зеланд до Камчатка нели, преку Бразил, Катар, Јапонија, Аљаска, Ртот, Добра Надеж и Гибралтар, Суетски канал, Голандската висорамнина, значи од сегде пристигаат разни честитки и зборови на поддршка за ова перкутасевски шоу, нели. Тоа е тоа, доброто плескање надалеку се слуша, тоа е битно. Што повеќе не гледате, толку повеќе ќе издржиме. Ќе го издржиме, нели, плескањето. Затоа што ние не сме против никого, ама сме за Македонија. Македонија вечна. Мала група педери. На овие СДС сега ќе им кажам. Јас во Идризово во вторникот бев не само да снимам филм, филмот ми беше повеќе параван, повеќе бев испратен во друга мисија, да ги видам условите, во кои што здравје Боже ќе бидете сместени. Бидејќи нели сум ви рекол, многу ве сакам. Имам некој така емотивна поврзаност со вас, не знам како да ви кажам. Вака ќе ви кажам, во централниот во затворениот дел во затвореното оделение или дел од затворот нема душеци. Значи, тамо затворениците за душеци се тепаат, така да пред да ве стават тамо можете, додека сте уште на слобода, ги имате парите, ги имате конекциите, бизнисмените што сте им давале, што сте имале нати го, дај ми го, барем да донираат душеци у централниот дел, нови, убави. Мислам, од вас зависи, и вие ќе треба да лежите на тие душеци, ако ме разбирате. Сега, например, гледајте тамо некако, ако успеете, например, у полузатвореното оделение, например, поделение, например, има терени направени за кошарка, за фудбал, ама нема топки. Ако сакате верувајте, ако сакате не верувате, не верувајте. Значи, ние снимавме една сцена надвор, требаше нешто кога ја ги фудбал да играме вама тама нешто. И нема топки, нема папушки, издишени, дупнати, полуиздишени, како сакате. Така да ако планирате да играте баскет или фудбал, исто можете да донирате топки во Идризово. Немате проблем со стражарската, со затворската полиција, они се фини, барем во полузатворено во оделение. Значи, имаат добар однос изградено со затворениците, тука нема да имате проблем ако сте и вие фини. Сега да, ако ви се игра фудбал, кошарка, значи гледајте да донирате топки, стварно нема топки, има терени направено, мислам фини, за играње. Сега ако не сте по фудбалски или топки за кошарка или баскети што ги викаат, топки волнени тамо имате во доволен број, во разни величини. И за топки волнени нема да оскудевате. А фала Богу, мислам дека и по тие топки најмногу сте. Така да не е лошо едното вие праткиве што ги дававте по ЛГБТ со лубриканти да ја пратите и тамо, они ќе стаат негде да се најдат, знаеш, за не дај Боже. А јас ако не го направите тоа, имам Б план, веќе се договорив тамо и со некои внатре
затвореници и со стражариве ќе пратам за почеток едно 20 пакети зејтин, доколку не стигнат на време лубрикантиве, нели? Има таму кај ќе се чуваат, што ќе се чуваат, најбитно ми е вие да бидете задоволни. И да си поминете, нели, убаво. Мислам колку толку убаво у наредните 10 на 15, 20 години, зависи кој за што ќе биде осуд. Така што тука би го завршил моето излагање. Да ја гледаме големата слика. Знам дека ВМРО ја има во глава, знам дека имаат волја, и јас што познам некои луѓе, свесни се дека ги чека многу тежок период и тешка работа пред нив. Стварно се свесни. И затоа ќе имаат мојата поддршка. Се додека се држат до таа визија и се додека преку своите дела покажуваат дека навистина сакаат да ни помогнат на сите нас кои што живееме во Македонија. До гледање и секое добро.